Во Собранието на Република Македонија денеска започна расправата по предлог буџетот за 2018 година. Предложениот буџет е на дневен ред во матичната комисија за финансирање и буџет, каде според деловникот расправата трае 10 работни дена, при што поднесени се вкупно 239 амандмани. Со предлог буџетот се предвидува македонската економија следната година да има раст од 3,2%, а стапката на инфлација од 1,7%. Проекцијата за економскиот раст во 2017 година изнесува 1,6%, што е во линија со последните оценки на повеќето релевантни меѓународни институции. Оваа оценка представува надолна корекција во однос на очекуваниот раст со ребалансот од 2,2%. При тоа сакам да истакнам дека ревидирањето на бруто домашниот производ за тековната година при предлагање на буџетот за наредната година, што досега не беше пракса, ја потврдува нашата определба за реални макроекономски проекции како најсоодветен инпут за реалистични фискални проекции и одговорна фискална политика. Вице-премиерот, задолжен за економски прашања, буџетот за 2018 година го оцени како реален, кој ќе овозможи забрзан економски развој. Буџетот, за разлика од сите буџети досега, е буџет кој што има најреформски и најекономски карактер. Овој буџет е детерминиран од потребите на граѓаните, а детерминиран е врз база на анкетите направени помеѓу граѓаните на Република Македонија. Тие над 60% се изјаснија дека прв приоритет што сакаат да го видат во владата е подобрување на економскиот амбиент. Од таа причина, владата преку буџетот ги донесе сите ставки во истиот кои што го потпомогнуваат економскиот раст на Република Македонија. Вице-премиерот Анѓушев истакна дека вкупните приходи за наредната година се поголеми за 4,7% во однос на оваа година. Предвидени се над 24 милиарди денари за капитални инвестиции, за навремена и непречена исплата на плати, пензии, социјални трансфери и поддршка на домашни компании. Најмногу, односно 32% од буџетот, владата ќе одвои за социјална и детска заштита, 19% за економски развој и финансиски работи, 14% за здравство, 11% за образование, наука и спорт, по 5% за градежништво, транспорт, комуникации и екологија и за јавен ред и безбедност, 3% за одбрана, по 2% за надворешни работи и ЕУ интеграции и за култура и по 1% од вкупниот буџет се предвидени за судство и регионален развој. За подобрување на патната и железничката инфраструктура се детерминирани 3,5 милиарди денари или приближно 60 милиона евра, за комуналната и енергетската инфраструктура приближно 5,9 милиарди денари, односно 100 милиони евра, инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони 405 милиона денара или приближно 7 милиони евра, образование и спорт приближно 2,4 милиарди денари или приближно 40 милиона евра, во здравството 1,9 милиарди денари или приближно 30 милиони евра, во одбраната 1 милиарда денари или 15 милиона евра и секако не може да има добра економија ако нема добро владење на правото и ако нема безбедност во државата, па затоа и следните две категории се ставени на овој слайд, каде што за подобрување на правосудството се детерминирани 531 милиони денари или приближно 9 милиони евра и за јавниот ред и безбедност 917 милиони денари или приближно 15 милиони евра. Владата за наредната година предвидува зголемување на платите за 10% кај припадниците на армијата и по 5% кај вработените во образованието и градинките, како и здравствените работници, а истовремено ќе се задолжи за вкупно 52,5 милиарди денари на домашниот и странскиот пазар.